еден француски научник Андре Моро вели дека Франција во Втора светска војна изгубила бидејќи незината младина била оддадена на страсти, на наркоманија, на дрога, на проституција. И ако една младина се оддаде на такви негативни пороци, на такви негативни појави, тогаш една цела нација може да пропадне и да исчезне. Значи млади луѓе може да одат на фронт. Млади луѓе може да бранат земја, честа и угледот и на нацијата и на младите. Џон Кенеди, американски председател, во 1960 година, Џон Кенеди, во 1960 година вели Америка ја очекува пропаст. Америка ќе пропадне. Бидејќи од 7 души кои одат за регрутација за војска, од 7 мина, само еден е способен, 6 неспособни ги враќаат назад. Од 7 души, само еден е способен да изслужи на војска. Значи, тие знаат и затоа инвестираат многу во младите луѓе и се грижат за младите луѓе. Затоа Исламот многу се грижи за младината, а Мухамед ﷺ посебно ги сакал младите луѓе, посебно им дава волја. Дури на Муаз ибн Џабел радијаллаху анху, кој беше млад, му рече: "Ја Муаз, инни ухиббука филlah." Рече: "О Муаз, јас те сакам во име на Аллах. О Муаз, јас те сакам." Па затоа дубура кулле салатин, после секој намаз, немој да ги оставаш овие зборови. Или прво вели: "Те сакам." Инни ухиббука, те сакам. Затоа немој овие зборови да ги оставаш после намаз да ги речеш. Секогаш да ги велиш. Аллахумма инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Раваху Тирмизи. Тирмизи, хадис веродостоен. Аллахумма инни ала зикрик. О Аллах, помогни ми да те спомнувам, ва ала шукрике, да ти бидам благодарен, ва хусни ибадатик, и да ти служам на најсовршен и најдобар начин. Тоа беше метод на пејгамберот. Прво човека да го привлече, да му даде една квалификација и потоа да го советува. Не сме да се постапува грубо со младите луѓе. Затоа Омер радијаллаху анху секогаш кога ќе му се поставил некој проблем пред него, ќе му излезел некој проблем пред него, Хазрет Омер немал решение и ќе ги собере младите. Ќе собира младите луѓе и ќе му рече: "Ајде, кажувајте ги вашите мисли, кажувајте ги вашите заклучоци." Видиш, младите глави знаат здраво да размислат. Тие се млади и амбициозни. Имаат во себе флексибилност и свежина. И од тие мислења од повеќе млади луѓе ќе изберат она што е најдобро. А Ибн Аббас рекол: "Куллул хајр фи шабаб." Секој добро е во младите луѓе. Секој добро е во младите луѓе. Тие се чисти души. Тие немаат шер во себе. Немаат ништо љубомора, немаат ништо завидливост. Ништо немаат намчен дух. Затоа тие чисти души треба ние да ги наполниме со чист иман, со добра инфузија, со добри дела. Лежи денешната наша младина е оставена на чорсокак. Кој ја воспитува? Ја воспитува интернет. Кој ја воспитува? Улица. И затоа гледаш, меѓу млади луѓе има наркомани, има штетници, има кои се занимаваат со лоши работи. Затоа куќата, фамилијата, школото, џамијата, родителите, сите се овие фактори кои се многу важни за воспитување и сочувување на младината. И затоа сите треба да се трудиме да го сочуваме егото на младината, чистата природа на младината и да им дадеме волја во живот, да ги направиме од оние кои ќе сакаат овој дин на Аллах џелешану и ќе се жртвуваат за оваа вера, како што беше во време на Омер радијаллаху анху, кога некои младинци, некои деца млади во Сирија таму играле фудбал и нивната топка им излетела. И некој побија земал таа топка и тие побарале, тој не ја дал и им го опсол на пегамберот. Знал дека децата се муслиманчиња
и им го навредил на Мухамед алейхиселам. И тие скопнале децата и со стапови, со стапчиња по глава го опрале, го убиле на лице место. Кога слушал Омер за тоа, рекол, овој дин нема да пропадне. Се додека има такви млади деца, кои не дозволуваат некој ден го псуе нивниот пегамбер со себе. Или некој дира мајка со нивниот Господ Аллах Джелешану. Значи, такви млади луѓе кои не дозволуваат некој да вамка честа и угледот нашиот пегамбер Мухамед со себе. Значи, кои го сакаат пегамбер алейхиселам. Затоа, ние знаеме што се случи во Запад со тие карикатури кои ги направи Герт Вилдерс, еден холандски новинар во една данска списание Џиланд Постер. Тој карикатурист од Данска направи слики карикатури да го исмејува на Мухамед алейхиселам. Дигна мајтак со наши зборови. Како го насликува и на глава со бомба, дека овој човек носи терор на земјава, носи шер на земјава, носи неправда, носи убиства и така. Меѓутоа, муслиманите стана во одбрана, во честа на Мухамед саллаллаху алейхи ва салем. Затоа, наша последна вечерашна порака е: немој да видиш пролетен ден без сонцеви зраци, немој да видиш горски извор без чиста вода, без бистра вода, и немој да видиш млад човек без да имаш амбиција во себе, без да имаш желба. Немој да видиш човек кој губи надеж, кој ќе се депримира, ќе се деморализира. Туку секогаш верувај дека има подобри денови за твојата младост и воопшто за оваа вера Аллахова Джелешану. Нека Аллах Джелешану ни се смилува и не овој џенетул фирдеус. Нека Аллах Джелешану дозволи на судниот ден да бидеме преживеани во друштво со Мухамед саллаллаху со искрените верници, со шехидите и со добрите луѓе. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.